Големиот филозоф Јохан Готлиб Фихте се истакнал со своите идеалистички поставки и одбрана на слободата. Јохан Готлиб Фихте роден е 1702 година, живеел до 1814. Студирал теологија во Јена, воодушевен од идеите на Кант, покасно бил професор во Јена. Меѓутоа, бил отпуштен од професорскиот ангажман заради неговото бранење на слободата со своето дело Говори до германската нација. Во тоа време особено се залагал да се отвори универзитет во Берлин. Тоа се случило и тој бил прв негов ректор. Неговото најпознато дело е Основата на општото учење за науките, во кое се истражуваат нужните функции на духот како предпоставка за всевкупното искуство и за сите науки. Философските погледи на Фихте представуваат субјективен идеализам. Субјективниот идеализам на Фихте ги отфрла нешата по себе. Тврди дека само идеализмот ги истакнува јас, човековата суштина и духот што овозможува човекот да биде независен од надворешното. Вистинската задача на човекот според Фихте е стремежот кон возвишување, бескрајно усовршување. Најважно е слободното дело, исполнување на должноста што имаме како луѓе и во однос на другите луѓе, што треба да доведе до создавање на светска морална култура. Друг значаен филозоф во германската класична философија е Фридрих Шелинг. Тој е исклучителен филозоф со голем придонес во развојот на германската и светската философија. Минал низ различни мисловни фази, но сите се со идеалистички карактеристики. Фридрих Вилхелм Шелинг, роден 1775 година, живеел до 1854. Студирал во Тюбинген теологија, философија, математика и природни науки заедно со Хегел. Бил ученик на Фихте, а потоа професор во Јена. Бил главен филозоф на романтичарското движење. Негови главни дела се идеи за философијата на природата, систем на трансценденталниот идеализам, Бруно или за природата и Божиот принцип на нештата. Во своето филозофирање поминал низ 5 етапи, и тоа во првата како субјективен идеализам, каде ја следи философијата на Фихте, во втората како философија на природата, кога природата е смета за оживеана и самотворечка, во третата како објективен или трансцендентален идеализам, каде филозофијата на природата ја дополнува со апсолутна свест, чиј развој значи откривање на апсолутот. Во четвртата философија на идентитетот, што е философија на уметноста под влијание на Бруно и Спиноза, а апсолутот е представен како идентитет на сите различности. И во петата, како политичка философија во која говори за разликата меѓу Бог и светот. Заедничкото на сите етапи е преминот кој го прави Шелинг од субјективниот кон објективниот идеализам. Тој главно зборува за идентитетот на природното и духовното. Во неговата философија секогаш е присутен развитокот како производ на две спротивставени сили.